Зошто излегавте денеска на протест? Значи вака, Кумановските средношколци повторно се одважија, излегува на протест, првенствено во знак на поддршка за средношколскиот фронт во Скопје. И сакаме да упатиме апел до надлежните институции дека ние не сме задоволни од нивните предлози, дека нема постигнат никаков компромис и дека ние ќе продолжиме се бориме се дека не се усвојат нашите барања. Ние не одиме во министерството, значи ние не одиме во министерството за да се со намера да се постварат некои работни групи, туку одиме со готови предлози решенија за концептот за државна матура и за концептот на екстерното тестирање. Тоа се, што барате? Значи вака, ние сметаме, што ви е остварено сега? значи вака, баравме да се повлече математиката како задолжителен предмет од државна матура и баравме да се повлече електронскиот дел од државна матура. Министерството изјави дека ова година ќе се полага државна матура според планскиот концепт, а веќе од идната година, значи работни групи од средношколците и работни групи од министерството заеднички ќе го изработувале тој концепт. Ние се сомневаме дека во тие работни групи министерството може да инфилтрира нивни луѓе и тие да го концепираат државната матура така како што на нив им одговара. Сметаме дека може да не завлечат многу години и многу генерации да се полагаат матура онака како што ние сметаме дека не треба. Второ, сметаме дека оценката недоволен еден. Значи, знаеме дека законски е напредат, а добиена оценка недоволен еден на екстерно тестирање влегува во свидетелство. Со самото тоа при упис на факултет, факултетите може да не ни признаваат завршено средно образование бидејќи имаме недоволен еден во свидетелство. Значи, ние сметаме дека екстерното тестирање е крајно необјективно и неверодостојно да го покаже нашите знание. Да, значи математиката првим беше повлечена од државната матура, а сега целиот концепт само за оваа година е вратен по ланскиот концепт. Никола Крстевски. Гимназија Гоце. Кумановски средношколци ќе бойкотираат се додека не им се исполнат за целост нивните барања, но поддршка од скоро сите други градови. Се бойкотира во скоро сите училишта во други градови. Некаде тоа се искажува на телевизија, некаде се прекрива. Исто така реформите не се лоши само кога засегаат лично, реформите се лоши доколку не чинат сами по себе, затоа гледаме да ги искореним и да направиме некој подобро образование како Средно економско училиште во Куманово, Керонак, трета година. Денеска ги нема, не подржуваат, но не можеме да најдеме заедничко решение.